Можеме посакаме едно добро ден на Драги, така? Добро ден, Драги. Ти благодарам што дое не посети и да направиме едно интервју, да ни кажеш малце повеќе и на нас, а и на луѓето за албумот. Така, здраво. Конечно во Pandemonium Headquarters. Rest in peace Баба Марта. Сам дека со емисијава тука живее духот на Баба Марта. Фала ти, брат. Тие кои што не ја знаат Баба Марта живееше на денешното место кај што се наоѓа Headquarters студиото на Pandemonium, така да мислам дека кроз емисијава живее и незиниот дух тука и е мощне горда како се користи незиното место. Big up Баба Марта. Big up Баба Марта, за тие што не ја знаат, она се појави во еден спот на Синката, тука кај неа имаме снимано многу ствари, си имаат десено многу ствари овие простори во овој двор, така да убаво му текна на Драги, rest in peace Баба Марта. Драги, здраво брат, добре дојдеш еднаш. Ти си вториот денеска со Максимус Вандал направивме одлично интервју и едва чекам да направиме со тебе добар муабет. Се немаме видено одамна, така да ова се ќе збориме за прв пат, тоа е добро луѓето да го знаат дека не е ништо, дека и ние не знаеме многу работи околу овој проект и сакаме да не бидат разјаснети. Да почнеме, може? Добро што искомбиниравте Young Blood и Old Blood малце, онака. Да се помешаат стварите. Абе, ние го направивме тоа што ни го нудите вие артистите, ние кој ќе извади проект. Тука може да го кажеме ова, дека ја и Трајчо одлучивме дека ќе даваме пропси, ќе правиме интервју со луѓе што ќе вадат проекти. Апсолутно. Ќе вадат проекти на Spotify, ве плаќаат таму да ги тепате тие што не ги ставаат стварите на Spotify. Ако не го стават на Spotify, за мене не можеби не се ни рачуни од 2021 дека е проект. Па можеби не до тој степен, но искрено тоа е пожелно да го направат, бидејќи е олеснително многу, барем каков булинг од Spotify, човече. Види, барем луѓето нас што не слушаат, примерно слушаат ствари и се тоа што курираме слушаат на Spotify, така да мислам дека доколку некој од нашето комјунити сака да слушне албум, мислам дека првично ќе иде и ќе побара на Spotify. И многу ме радува дека е така. Драги ги има и сите негови претходни ствари стаено таму. Истото важи и за Марса што го слушнавме, истото важи и за Вандалот. Така да тоа многу ме радува и знам дека тоа следува и дека многу поише луѓе ќе се приклучат кон тоа. Како и да е, мислам дека во иднина само може да видат профит артистите ако го користат Spotify. Апсолутно. Токму тоа. Ајде да почнеме со албумот. Албумот се вика Неврзаните. Кажи ни нешто повеќе за него. Слушнавме две песни, представи го ти од твојата глава, од твоите уши, да дознаеме ние повеќе што е идејата позади албумот, што се случува на него. Прво што треба сите да знаат, Неврзаните е правен целосно во време на пандемијата. Буквално почнав да го правам веднаш кога го издадов албумот Драги слушатели. Претходниот албум тотално има клубски вајб, пошто е правен у тоа време, во екот на Trap the Fuck Up да не речам. Затоа и така трапиште ми пред се превладуваат. Неврзаните е нешто што го правев додека имав повеќе време да посветам на себе. Но тоа време ми даде можности да погледнам на ситуацијата што се наоѓа околу мене. Зато има теми кои што се општествено политички, теми кои што се контраст на тоа, љубовни теми. И со овој албум буквално сакав да представам, не сакав да има друг вокал, сакав ја да ги кажам темите, затоа што гледав на општествено политичките ситуации кроз мои очи, не можеше тоа некој друг да го каже во моето име. Морав ја да го кажам. Плюс буквално има време да видам што ме инспирираше мене првично да правам музика, да видам на моите корени, да видам на олдскул хип-хопот од 80-тите, да видам и на Kraftwerk, да видам и на Daft Punk. И тоа ми даде инспирација јас да ги кажам стварите кои што јас сакам да ги кажам и кроз лириката и кроз музиката. Буквално во кодингот и се што слушаме е во функција на музиката. Неврзаните е буквално инспирација за луѓето кои што сакаат да променат нешто во општеството, да запалат некоја искра. И немаше друг кој што можеше да го каже тоа во моје име. Никој друг рапер не го кажа. Не кеав многу метафори, сакав поише директно да биде се кажано. Добро, и тука доаѓа на сцената и роботски глас. Од кај се инспирираше за тој, зашто одлучи баш на тој начин да го представиш тоа? Види вака, пандемијата
малце ускрати можноста за соработка. Иако отвори многу можност слободно време за правење музика, тоа е единствената добра страна од пандемијата, што сите артисти добија малце слободно време да излезат од настапи, од турнеи и да посветат поише време за публиката, буквално да продуцираат музика. Но малце ја ускрати можноста за соработки. Тоа беше една од причините зошто баш мојот вокал. Втората причина е, ја не сум MC, брат, ја не сум некој што би сакал да биде преден план на песните. Многу побитна ми беше пораката која што сакам да ја пренесам низ песните, отколку самиот вокал дали е роботски. Бев у таков период кај што малце повеќе гледав на минатото, на старите добри времиња од Југославија, да не речам, кои што сакав да ги пренесам во сегашноста. И тоа беше причината зошто јас сум вокал. А роботскиот вокал беше само во функција на тоа, ајде да речам, ретро време, што тој звук тогаш преовладувал. Затоа и се потрудив да има лирик видео и убаво да се пренесе јасно пораката и текстовите, за да се пренесе една порака, пошто мислам дека живееме во многу транзитни времиња каде што се случуваат многу промени и времиња каде што глобализацијата не натера поише да гледаме на тугите проблеми отколку на проблемите што се наоѓаат во Македонија. Едноставно по шема си ако збориш за проблемите како Black Lives Matter, а не гледаш колку многу проблеми има нашето општество, колку е закочено во некое време. И сакав малце повеќе храброст да покажам и да ги натерам луѓето да размислуваат за проблемите што се околу нив. Не кев да зборувам за амерички проблеми, не кев да зборувам за проблеми од Европската унија. Сакав да зборувам за проблеми што се наоѓа нашето општество и кроз тоа што секој поминува. И тоа даде можност албумов и пред се Кензо Тање, која што избацив како прв сингл, да допре до многу повеќе луѓе отколку што е тоа трап сцената со која претходно бев препознатлив. Мојот албум го споделија, мојот сингл, односно го споделија многу луѓе кои што ја видоа целта на мојата порака и многу ми е мило што многу луѓе надвор од мојата стандардна публика праве израз за оно што го правам. Да, и мислам дека тоа е евидентно бидејќи кој што кажа, темите го налагаат тоа, ретко се збори за стварите за кои што збориш ти. Мене ми се свиѓа тоа дека ретко е, кој што реков, некој да збори и да обработува такви проблеми, не дека ќе се даде одговор на истите, но дека ќе се критикуваат за да се даде некаков awareness дека се случуваат тие работи. И тоа е многу битен момент. Можеби на пример, еве ќе бидам искрен, звукот не е нешто што јас цело време го слушам, далеку од тоа, но јас сваќам пораката позади него, јас сваќам критиката. Сакав да те прашам на пример од каде, бидејќи и самиот кажа овде се обработуваат генерално две теми, тоа се општествените прашања за кои што зборуваш. Конкретно и најмногу за Скопје, затоа и преска го споменав и Вандало дека дава своја перспектива на Скопје, ти даваш своја перспектива на Скопје. И на пример како тоа се надоврзува и со љубовните теми. На пример, бидејќи Глејпеј е нешто сосема поразлично од Кензо Тање, на пример, дали продукцијата и звукот ги спојуваат во едно вакво дело од 9 песни и да го направиш во една целина и да го изведеш ко албум. Не гев само љутина да покажам и гнев да не речам кон системот во албумот, сакав и буквално да пренесам порака за љубов. Искрено се е лично. И љубовниот момент и политичко-општествениот момент, све е лично. Значи, пандемијава донесе до степен каде што двете работи се потребни, буквално. И љубовниот момент, и потребата да имаш некој при себе, некој на кој што му веруваш, и потребата да не кјутиш и да бидеш гласен за стварите кои што ти пришат. Мислам, малце има хипичка нота целиот албум, тоа се гледа и преку каверот, така да таму ја гледам споеноста. Така. Да бидеш искрен за се што ти лежи на срце. Го спомна каверот и мене многу ми е интересно и баш го тоа зборевме и со Даре. Каверот е стварно профи. Сакам да ни кажеш нешто поише за него. Која е поврзаноста со неврзаните, дали е директно поврзана со самиот наслов и што асоцира тоа? Визуелниот момент на албумот
ја представува буквално слободарската идеја на неврзаните, да бидеш чист гол према стварите кои што ти лежат на срце. Big up за Илија Димковски, big up за Моника Павловска од Oak Streets од Cherry Cannon, кој што помогна во реализација и осмислување на целиот овој проект. И big up за Ана Ежова, Ана Стојановска, Димитар Јогноборец, кој што собра храброст идејата да ја представиме во овој кавер. Така, Сам не им беше лесно насред калеот на музеот на современа уметност при луѓе што ги гледаат голи, они да се разголат буквално за каверот. Така да big up особено за нив. Мислам дека ептен онака добри испод на каверот и дека малце поместува и некои граници што ги има во македонскиот музички свет. Свака част за каверот, за мене можеби најдобар кавер што ги имам видено на македонскава сцена, најхрабар дефинитивно. Big up до Илија, big up до Oak Streets, big up до Моника, big up до тебе што си се нафатил за тоа, big up до сите што се нафатили да се сликаат. Ја искрено прв пат кога ја видов сликата мислев дека е нешто од интернет. Исто. И после кога почнав да гледам повеќе детално, да видам што се дешава, онака сватив дека е тоа фонтот партали или како секогаш си ја завршил својата работа најдобро што може, и за мене он е најдобриот графички дизајнер кога станува спор за оваа нашава ствар што ние ја правиме, што е околу хип-хоп, околу трап, околу музика, околу урбана култура, и ептен е погоден, боите, се ми се свига многу и каверот, искрено е 10 од 10 според мене, и е нешто невидено за македонската сцена, но и пошироко. Да, и мене многу ми се свиѓа тоа што кажа, буквално тоа е. Каверот е храбар. И пред се мислам дека е нешто што до сега никој артист го нема направено и многу го поштувам за тоа. Го поштувам, драги, пошто си искочил од својата комфорт зона, си се пронашол себе си уште еднаш на еден начин. Доживеал реинкарнација, брат, и мислам дека тоа е увидливо у самиот албум, брат. Звукот е поинаков, за прв пат си искача, збори он на еден начин и рапува, тоа е главниот вокал во ова, и зазема друга позиција, не само позадинска, туку застанува на напред, ко штит и го брани тоа и ги брани неговите мислења и верувања. Драги, кажи ни, брат, дали е ова нова ера за тебе, дали е нова фаза, како што кажа, траече реинкарнација, или е само еден проект со кој сакаш да експериментираш малце повеќе, па ќе се вратиш назад кон трапот или којато и звук што тебе те опишуваше претходниве, да речеме 3-4 години сигурно? Не можам да предвидам иднината, но едно сакам да им препорачам на сите, не сакам во шаблон никој да ме става. Иако сум почел онака прв пат нешто што ми ја не жило кожата, било Run DMC и Beastie Boys, луѓето знаат дека понатаму сум влегол во светот на drum and bass, dubstep музиката, сум бил продуцент на многу хип-хоп артисти во Македонија. Сега доаѓа ваков проект што знаев дека многу луѓе нема да го очекуваат. Некам никад да бидам ставен во шаблон. Тоа што мене ќе ми влијае, тоа јас ќе го направам и некам шемата што е моментално и трендот да го постави она што јас ќе го правам. Моите влијанија се мои влијанија и мојата музика е лична и јас ги пренесувам моите погледи спрема светот и спрема звукот и ништо не е кукавички, се е храбро направено и се е храбро представено. И представен не сакам да се ставам у фазонот на артисти што го бркаат трендот или што поише сакам да сум ahead of the curve, него ли да следам што прават другите. Така било и претходно, така ќе биде и сега. Така било и со трап музиката, така било и со drum and bass музиката. Така да оставам да видам што ќе влијае врз мене. Имам више некои прегледи и размислување што ќе биде мојот трет албум. Сега можеби да се вратам ептен на корените што влијале во нашето општество и во звукот во Македонија. Но не кам премногу да откривам. Третиот албум наверојатно ќе го видите понатаму. Топ, одлично. Знам дека ќе добиеме нешто ново, се надевам дека, знаејќи дека Илан извади проект и годинава истото време од прилика, мислам дека тоа е одлично и се надеваме на таква конзистентност, знаеме дека ќе ја добиеме. Знаеме дека ќе добиеме сосема нешто различно, но пак ќе биде драги на крајот на денот. Да, тоа е многу интересно, мислам, искрено добар одговор ни дае. Сакам да прашам уште еднаш, ти како се осеќаш во моментов, каква музика слушаш, што те инспирира во моментов, како се гледаш ти, не мора за твојата музика, него
што е тоа што кај се гледаш ти 2021-2020 беше пандемија? Што слушаш, од што се инспирираш, кон што влечеш во поглед на музика, во поглед на култура, во поглед на стил? Реално 2020 беше година на промени у секој облик на светот и кој што го негира тоа не е доволно свесен за работите што биле претходно и што се дешаваат сега. Од поглед на артисти, мислам дека два артисти одбележаа мојата пандемиска година. Тоа се Марк Рибеле и Хери Мек. Тоа се двајца артисти уствари кои што пред се припаѓаат на, да не речам, на стриминг сцената. Луѓе кои што прават све во моментов, се насочени кон онлайн сферата. Да. Хери Мек, кој што знаете, кој што можеби знаете, е топ фристайл рапер кој што достигна популарност во време на пандемијата, благодарејќи на неговите клипови каде што рандом рецитира на секакви ствари, дури на чет рулети, некои такви слични сервиси. Ја го пратам Хери Мек од дамна и една од поомилените работи на YouTube ми е моментално и заедно со Марк Рибеле и многу е интересно тоа што кажа дека тие некако на еден начин се истата работа, но во различна форма. Ја така го сваќам бидејќи Марк Рибеле застанува пред својата опрема и почне да свири и не знае тоа каде ќе. Особено Марк Рибеле ми беше како да не речам влијание со неговиот Daddy Stank звук, со неговиот фанк звук и прејако беше што буквално вчера се деси нивната соработка и кај што имаа заедно стриминг. Тоа е тоа. Стриминг шоу. За луѓе што не знаат, тоа беше мојот сон за време на пандемијата. За луѓе што не знаат, нека ги истражат Марк Рибеле, нека го истражат Хери Мек. Двајца одлични артисти, едниот е рапер, другиот е продуцент. Марк Рибеле има и одлични вокални способности, го има веќе на Kenny Beats, заедно имаат емисија од The Cave, исто е лудило. Така да ти благодарам што драги што ги сподели овие два артисти кои што ги знам, но никогаш немаме стигнат овде да ги спомнеме на пандемија. Најинтересното нешто за време на пандемијата. Апсолутно. Најинтересното нешто од онлайн светот според мене. Апсолутно. Ја искрено не сум запознаен, али ќе прислушам чим двајцата дававте коусайн. Ќе прислушам, драги, знаеш нешто друго да ни кажеш за проектов? Имаш нешто да ни кажеш, не обработивме до сега конкретно за проектов, да ни откриеш повеќе, да објасниш нешто што можеби не е јасно, да дадеш некоја твоја перспектива за оние кои допрво ќе Сакам да споделам некои забавни моменти. Проектов за малце немаше ни да се деси, со оглед на тоа што при снимањето на последната песна у студиото на Мартин Стојковски, Green Sequence, Big Up до него, сите песни се снимани кај него дома. Ја снимавме вплеткам во нешто. Мене ми фалеше една трака да не речам, пошто барав песни што ќе го одбележат, ајде да не речам моето влијание од почетокот на звукот и ми фалеше една песна во стилот на Африка Бомбата Planet Rock. И тогаш ја снимав вплеткам во нешто. И буквално го донесов мојот лаптоп кај него во студио. Се поставивме, ја снимив песната. И при последниот тек, буквално кога го завршивме, се деси една незгодна и го повлеков сталакот на микрофонот. И тој се заби во мојот лаптоп. Буквално проби низ мониторот. Албумот мој до тоаш постоеше само во мојот компјутер. Ја мислев готово, тоа е тоа, нака го загубивме неврзаните од тидо курац. И не знам, некако успеав мојот лаптоп да го користам како PC, поврзав монитор, многу сецкаше, онака едва и работеше хард дискот, со суди маки ги извадив песните, успеав на друг лаптоп да префрлам програми све и некако го спасив албумот. Така да постоењето на неврзаните е pure luck. Плюс уште една ствар, онака при снимањето на Кензо Танге ми се деси мене некоја незгода со здравјето и буквално 3 недели секој ден идам во Систина. И се мислев буквално дали ја вреди да се бавам со овие ствари или да се посветам на моето здравје. Луѓето ако внимателно погледаат во Кензо Танге, ќе видат дека од првиот до вториот дел ја имам онака 15 кила разлика. Така да,
албумов првично требаше да излезе негде март, февруари, меѓутоа поради сите овие сплет на несрекни околности, излезе конечно денес, буквално на YouTube. Меѓутоа онака се изборив буквално да пренесам мојата порака. Браво, брат, браво, big up за истрајноста и за посветеноста и дефинитивно за храброста да извадиш нешто вакво со скроз поинаков звук и скроз поинаков изглед. Така да рече. Апсолутно. И на знаеш како, еве, сакам да те прашам веќе бидејќи знам дека албумот иако е изваден денес, веќе една недела ако не се лажам стои на стриминг сервиси на Spotify. Дали на пример доби веќе фидбек од луѓе, посебно од Кензо Танги, од песната со Искра, дали доби некаков фидбек и какви се тие реакции од луѓето? Оно што ми изненади најмногу е што многу луѓе што претходно ајде да не речам не обрнувале внимание на оно што го правимо хип-хоп и трап светот. Ова им привлече внимание. Пред се ради темите кои што се обработуваат. Многу луѓе повозрастни од мене ме поддржава пораката што сакам да ја пренесам. Многу луѓе кои што не се од хип-хоп светот ги споделија номерите, особено Кензо Танге. И ја сватија пораката која што сакам да ја пренесам преку песната. И мило ми е што овие песни онака допираат надвор од мојата, ајде да не речам, фан база или класични хип-хоп хец или луѓе што ме следеле низ времето, туку допира до луѓе кои што онака може да се препознаат, пошто се зборат за проблеми кои што мислам дека секој од нас ги осетил. Особено Максимус Вандал што живее у Девермала. Ностоп никнува некоја дивоградба до него. Ностоп не замараат со ствари кои што не треба да замараат. Ностоп ни крадат ствари од нас што не треба да ни ги крадат. Ностоп не тераат да ни ја загадуваат околината. Кјутиме за тоа. За многу ствари кјутиме. Со албумов сакав онака буквално да ги разгорам луѓето да не кјутат толку. Многу кјутиме, многу живееме у такво време каде што дозволуваме бизнис елити да одлучуваат во наше име, да зборат во наше име. Треба многу појасно и похрабро да го диктираме нашиот став и искрено мило ми е што и оваа пандемиска година онака малцено ја тргнав и тревата на страна и овие сите ствари ги едноставно се тргнав од атмосферата, не се замарам бе брат, туку сакав да говорам јасно и гласно за темите кои што му влијаат на секој еден од нас. Апсолутно, брат. Брат, big up за тоа и тоа пред дека го сватив ги слушав двата албуми еден по друг во коло додека се враќав од Охрид да се спремам уште еднаш како што треба за емисија и тоа го приметив. Јако звукот е тотално различен, темите кои се појавуваат на двата албуми се скоро идентични, онака. Да. Во некаква форма имаат некоја допирна точка измеѓу. Ама тие се, значи, личните ствари. Вандал, дојди влези слободно, брат. Еве го сака да направи живели, значи и Вандалот и Драги у ист момент со многу сличен мајндсет, со многу слична порака во својата музика, иако стилски многу различна, што е многу добар знак. Тоа е некој знак дека многу луѓе се осеќаат така. И добро е што имаме 20 артисти кои на свој начин го искажуваат тој револт. Да, и го вадат тоа на виделина. Или даваат и некоја позитивна порака. Мене тоа ми се свиѓа многу, на пример, ке версот на Секси Марса на Глей Пей. Само со 4 бара дава многу аплифтинг порака, многу мотивирачка порака. Тоа го има и Вандалот со стиховите да се сплотиме, да нема разлики меѓу луѓето. Тоа што спомна сега Драги, елитите што не крадат, елитите што си тераат своја агенда. Кензо Танге знаеме, има една трака од 091 до 02 кај што збори за Скопје, исто така двајцата зборат за Скопје, така да некако има паралела помеѓу овие два албуми. Апсолутно, имаат неколку допирни точки кои што ги обработуваат и теми кои што ги обработуваат и двајцата, но ги обработуваат на многу свој сопствен начин, на многу поинаков начин. И тоа е битно, да има една версатилност во играта каде што да ќе на албумот на Драги резонира со други луѓе и ја носи истата порака како на Вандалот и Вандалот го има албумот кој што е за рап фановите, но ја носи истата порака со истата енергија на еден начин. Знаеш што чекам? Чекам некој малце по мој стил, да речеме, по трапиш, по модерен звук кој ќе носи слична порака. Да. Тоа би сакал да го чуем. Мене тоа мислам дека ако не се лажаме на Влао,
што слушавме, така што тоа е нешто блиску до оној политички рап, би го нарекол, conscious rap, каде што се збори за ствари кои што инаку се најчесто избегнуваат Мора бидат малку да спомнати. ви се уфрлам у тема. Мислам дека моментално на сцената има две доминантни струи во хип-хопот во Македонија. Едната е онаква трап генг сцена, каде што луѓето зборуваат за тоа колку се успешни, колку се дрогсаат, колку ги трошат парите на мама и тата, уствари. И една сцена на рил рапери кои што го серат тоа, кои што зборат за како им било флоуто, како им се римите и малце албумов не се пронаоѓам јас лично ни во двете струи. Така да сакав да пренесам нешто трето, нешто различно, нешто што нема да замара за да биде закочено времите со рими и флоу, ниту пак ќе биде она што го одбележува ова време генген културата, културата на дрогирање, културата на не знам, нешто што е тотално self-destruction во трапот и што мислам дека не знам како не му помина времето да се, иако сам Дарја знае тука, ние сме ајде да не речем основоположници на трап сцената во Македонија, со Trap the Fuck Up, мислам дека се отиде во некоја насока која што ја не би сакал да сум дел од таа насока. Одлично срочено, брат. Истото важи и за мене. И добро е што е начина оваа тема, бидејќи сега ќе завршиме муабетот за неврзаните. Ќе чуеме уште една песна и после ќе влеземе во сегментот на преслушување на нови македонски изданија, каде ќе имаме поише шанса да ги кажеме баш овие ствари. Така да, ако сме завршени со неврзаните и темите околу тоа, да чуеме уште една песна, ја одбрав 091 до 02 и да влеземе во третиот дел од емисијата. Од старото до новото Скопје. Тоа е тоа. Драги, фала ти многу, брат. Добро, боксче, идеме боксче. Идеме 091 до 02, ова е албумот Неврзаните, од денеска достапени на YouTube, проверете ги на Spotify, веќе неколку денови, ги има и лириксите на Instagram Music, тоа ќе го прашам во следното влагање, драги, ќе остане со нас онлайн како OG, да коментира некоја тракеви кои ќе ги слушнеме следни. Истото важи и да цела Микселар екипа бига до сите што не слушаат, има 5 луѓе во моментов што не слушаат, што немаат акаунт. Ако сакате направете акаунт, дојдете у чет. Сега идеме со малце поинтерактивна емисија каде сме и ја и трајче ќе се вратиме во чет, ќе слушаме песна по песна, ќе даваме наше искрено мислење, наша критика, наш совет. Така да ова е Пандамониум радио шоу број 29 МК сцена спешал, Неврзаните од Драги 091 до 02. Уживајте.